после толку време, надлежните, судската власт, се уште не го слушна нашиот глас. Почнавме на 12 декември со двочасовен прекин, односно предупредувачки штрајк. Очигледно не слушна, не разбра. Или не сакаат да не разберат. На 23, 24, 25 март, тридневен штрајк, кој заврши со импозантен протест. Секој можеше да ја разбери нашата порака, само надлежните повторно не разбраа. Имавме трпение, одлагавме два пати со цел да им дадеме шанса да донесат решение со кој и судските службеници ќе бидат равноправни со другите вработени во правосудството. Значи, ништо повеќе од тоа. Не баравме преку леп погача како што стои на нашите транспаренти. Меѓутоа, очигледно е дека судската власт секогаш ќе заборава судската администрација. Тие, како да мислат, а мислам дека така мислат, дека во судовите работат само суди. Затоа ќе му се обрата на министерот. Министре, дојдовме овдека да ве подсетиме дека овие луѓе се онеправдани. Дека бараме решение. Затоа го замолувам министерот. Ние овој протест го најавивме во наредните 15-20 минути да прими представници и да разговараме. Поминаа 6 дена откако им беше понудена спогодба која нуди решение прифатливо и за синдикатот и за власта. Меѓутоа се определија да не игнорираат. Игнорираат до денес и како резултат на револтот дојде иницијативата од скопските судови да дојдеме на протест овдека за да не видат и уште еднаш да не слушнат. Навистина не би сакале да се радикализираат методите. Почитувани колеги, морам да ви кажам дека револтот се повеќе се зголемува кај нашите членови, особено после барањето на списоци кој штрајкува и кој не штрајкува. Без оглед колку тоа е содржано во законот, и ако веќе толку имаа намера да го почитуваат, тоа требаше да го прават од првиот ден. Значи, тоа е своевиден притисок да се скрши отпорот на штрајкот. Но напротив, во многу судови во Република Македонија вчера се најавија дека се подготвени од понеделник да штрајкуваат со глад. Дали оваа власт судска ќе го дозволи тоа, дали на сите овие наши заложби нема еднаш да седне да преговара и да ни каже дали сме во право или не сме. Јас мислам дека 100% сме во право. До петокот бевме така третирани дека сме во право, штрајкувајте, меѓутоа, која видеа нашата сила, се определија да го скршат штрајкот. Преку собствени емисари почнуваат во судовите да вршат притисок врз нашите членови да се откажат, но напротив, тоа го засилува уште повеќе отпор. Имам информација дека денеска во 10:30 конечно судскиот совет, односно судскиот буџетски совет, има седница со прва точка да се разгледа спогодбата која ние ја предложивме. Колку сум песимист, толку сум и оптимист. Може избрда з дола, што викаат соседите, да помине, може сериозно да ја сватат. Им порачувам да го слушнат овој глас, сериозно да придат, бидејќи според кажувањето и контактот со председателот на буџетскиот совет по добивањето, рече дека спогодбата дава можности да преговараме и штрајкот да биде окончан. Ако е така, јас ги замолувам дискусиите на седницата да се водат во таа насока. Се наоѓаме пред Министерство за правда, затоа сакаме да се сретнеме со министерот и да му кажеме дека има решение. Игнорирањето не значи ништо и не води кон ништо. Јас навистина не можам да разберам улогата на министерот за правда, кој е млад човек, коректен и имаме една благодарност што работата тргне од мртва точка и нашиот проблем дојде на седница на влада. Тоа е заслуга на сегашниот актуелен министер, кој е, колку што знам, не цел месец. Меѓутоа, целиот негов труд паѓа во вода со неговото игнорирање. Значи, од четвртокот немам никакви контакти. Ќе повторам уште еднаш, за време на штрек, министерот
со представникот на синдикатот постојано треба да биде во контакт и да изнаѓаат решенија, а не да се игнорираме. Значи, реков, овој протест дојде како резултат на нивното игнорирање и по ваша иницијатива. Доколку и натаму да твака работите, од утре на овие протести кои ги планираме секој ден во 11 часот, ќе ни се приклучуваат по неколку судови и од натрешноста, не сакајќи да ги луѓето на некој начин, ајде да не речем малтретираме, него да ги изложуваме на непотребни доаѓања, трошоци и така натаму, но ако продолжат вака, повторно ќе се собереме сите судови, се додека не ја прифатат нашата спогодба. Значи им даваме шанса. Истовремено, нека не слушне министерот. Овие луѓе денеска не сакаат да протестираат по улици, дојдовме се собравме одека. Одевме по тротоари. Не сакаме да загрозуваме безбедноста на граѓаните, да го блокираме сообраќајот. Целта не ни е да нанесуваме штета на граѓаните. Меѓутоа, самиот факт што судовите не работат, државата и граѓаните трпат штета. Меѓутоа, за мене е нејасно како можеме ние како синдикат да бидеме посовесни за цела штета што настанува отколку надлежните во судската власт. Се обративме до народниот правобранител. Денеска веројатно ќе излезе со изјава и наоѓа елементи дека штрајкот и нашите барања се оправдани и според кажувањата на правобранителот, проблемот со платите во правосудството е во конципирањето на буџетот. Сите знаеме дека судството треба да добие 0,8% од бруто домашниот производ во делот судски буџет, односно судска власт. Во изминатата година, според неофицијални информации, судството има добиено само половина од тој износ. Значи, ние како синдикат побаравме информација колку средства се добиени минатата година, да видиме, и ако не се добиени, зошто не се добиени. Значи, некој намерно си игра со нас и не прифаќаме решение дека нема пари. Ние можеме да прифатиме решение дека нема пари, но кој ќе има за сите да има, а не за некој да има, за некој да нема. Основното наше барање е подитно да донесат закон за измени и дополнување на закон за судска служба со 2 члена кои ќе предвидат исти права како што имаат судиите во делот на додатоци на плата. И да не посегнуваат по вашите плати, да не прават раздор, ако мислат дека со тоа ќе оскршат отпорот. Значи, нека им лежи на душа се тоа што го прават. Јас искам да ви кажам да сум на чело на судската власт, никој пат не би посегнал и не би подпишал решение со кое на луѓето кои се неправдани, на луѓето кои 70% земаат плата под републичкиот просек, да им закинам и на така ниската плата. Но не се даваме, немојте да го скршат нашиот отпор, имаме решение за сите работи. Понатаму, би сакал уште следно да го кажам. Без намера да бидам сватен дека ние делуваме против судите или против некого. Не. Напротив, рековме и повторно ќе кажам, ова не е против судиите. Судиите нека земат она што им следува по закон. Меѓутоа, не може некој при постојање на закон да каже пупу не важи. И сега судиите веќе неколку месеци не земаат с големи додатоци. Тоа не е нашата цел, колеги. Упорно инсистираат да фрлат вината дека ние сакаме да се изедначиме со судиите. Упорно изнаоѓаат некој одговор. Значи, нашата цел не е на некого да му се скрати, туку да добиеме и ние она што ни следува. За нееднаквиот третман само ќе ве потсетам, годината не се сеќам точно, дали 2007-2008 беше донесен закон за јубилејни награди. Тој закон важи само за судиите. Кога рековме, тоа е во ред, нека земат и судиите, но да зема и судската администрација. И што направија мудреците од судската власт? Ги поделија јубилејните награди на судиите и го укинаа законот. Ние тоа не го баравме. Исто така, кога имавме превоз исхрана како надоместоци, судиите секогаш земаа повеќе во однос на судската администрација. Како тие да имаат поголеми стомаци или како на нив да им треба повеќе да платат во градски автобус или во сосопствените коли кога доаѓаат на работа. Значи, тоа се тие нееднакви третмани кои со години се провлекуваат, но сега кулминираат. Шанса е на оваа власт, на овој министер, конечно да ставиме крај на таквите работи
и конечно синдикатот да го сватат како социјален партнер, да седнеме и да преговараме. Би сакал со еден поздрав да го поздравиме министерот, да го подсетиме и очекуваме да не викнат на преговори. Ако не викнат, ќе се говори што